Една од најтешките злоупотреби и трауми на децата е сексуалната. Како резултат на зголемениот број на случаи на педофилија и инцест во Македонија, првата детска амбасада во 2008 година го подигна прагот на нетолерантност кон силувачите. Го подигнаа јавното мислење за последиците кои децата ги трпат и побараа зголемување на казните за сторителите на ова тешко кривично дело, вклучувајќи и казната доживотен затвор. Истата година Собранието на Република Македонија го усвои новиот кривичен закон, каде според член 188 е предвидена и казната доживотен затвор. Отсуството на механизми на слушање на гласот на децата на национално ниво е дел од причините зошто детскиот глас не се слуша. Зошто децата активно не се вклучени во создавање и креирање на промени. Градењето култура на детско учество представува важен чекор кон постигнување на оваа цел. Детската амбасада со своите активности им овозможува на децата да учествуваат во креирањето на општествените прашања од различни области, а се однесуваат на правата на детето. За таа цел се организирани тренинзи, работилници, летни кампови и други форми на охрабрување на децата и младите за активно учество во донесувањето одлуки кои се од нивен интерес. Детската амбасада меѓаш иницираше и организираше подготовка на детски алтернативен извештај во соработка со деца членови на 7 локални партнерски организации. Во истиот извештај децата ги изразија своите мислења и ставови по низа прашања: колку се запознаени со нивните права и конвенцијата, колку се почитува нивното мислење, за насилството помеѓу нив, дискриминацијата, колку се запознаени со институциите кои ги штитат децата, каков им е квалитетот на животот и на крај дадоа препораки за подобрување на состојбата на децата во Република Македонија. Ова е за прв пат во Република Македонија деца да подготват нивен извештај и истиот да го застапуваат пред Комитетот за правата на детето при Организацијата на Обединетите нации. Многу малку држави досега во светот биле представувани пред Комитетот со алтернативен извештај за состојбата со правата на детето, подготвен од деца. Истата година детската амбасада меѓаш организираше и подготовка на алтернативен извештај од страна на Македонската национална коалиција за правата на детето, која е формирана од страна на меѓаши во 1997 година. Во подготовката на тој извештај учествуваа 21 граѓанска организација. И детскиот извештај и оној од граѓанските организации беа оценети како сеопфатни од страна на Комитетот за правата на детето. Во својата суштина, детската амбасада меѓаш и од самиот почеток и со самата нејзина поставеност е всушност мировна организација за заштита на децата и нивните права. Тоа е евидентно преку нејзините основни документи, повелбата и програмските задачи поставени пред самото формирање на организацијата, како и преку спроведуваните активности од почетокот до денес. Започнавме со поддршка на децата погодени во војните на балканскиве простори, за да продолжиме со активности за градење на мирот и промоцијата на мирот и насилството, како основни вредности во воспитно-образовниот систем. Организиравме оформување мировни клубови во училиштата и обезбедуваме обуки за педагошкиот кадар и за учениците. Пробуваме мировниот активизам да го спроведеме на дело, сите заедно преку најразлични активности, како и со употреба на техники за креативна разработка на конфликти. Нашата цел е да укажеме на потребата од вградување на мировното образование во наставните програми. Некои од тие содржини се веќе вметнати, но само информативно. Она што недостасува е целосното вградување на мировното образование во наставните програми, искуствено и вредносно определено, вклучувајќи ја и личната одговорност. Се надеваме дека ќе успееме во тоа.
кога ќе кажеш дека си дете од дом, не ти даваат можност да се покажеш во која било работа. Не ти даваат да одиш напред, оти немаат доверба. Оти мислат дека децата се криминалци, децата се вакви или такви. А има деца што завршуваат за полицајци и сега се инспектори. Значи големи луѓе што станале, кои покажале дека можат да бидат и они луѓе како секој граѓанин. Ова е изјавата на ИЈ, еден од младинците кој ја напушти установата за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа на 18 годишна возраст, а е вклучен во активностите спроведувани од страна на првата детска амбасада во светот Медјаши во изминатите години. Проблемите со кои се соочуваат младинците по напуштањето на установите за згрижување на деца и младенци без родители и родителска грижа се дополнителен мотив за првата детска амбасада во светот Медјаши, неколку години наназад за да иницира активности во насока на поддршка во решавањето на овие проблеми. И оваа година активностите за психосоцијална и едукативна поддршка на децата без родители продолжија. Но не само тоа, правиме и напори да ги поттикнеме социјално одговорните компании во Македонија, да ги вработуваат и да им даваат предност. А ако тоа не е можно, барем да овозможат еднакви можности при вработувањето, да не се дискриминирани како што тоа е случај досега. Некои бројки говорат сами за себе. За овие 20 години регистрирани се над 18.000 повици на SOS телефонот. Над 1200 волонтери земале учество во активностите. Истите одработиле над 700.000 работни часа. Нивната работа пресметена во пари е над 1,5 милион евра. Поделени се преку 100 тони хуманитарна помош. Повеќе од 1500 надписи за активностите на амбасадата се излезени во печат. Над 2000 деца ги посетиле бесплатните детски работилници. Околу 8500 деца се зачлениле во првата детска амбасада во светот Медјаши. Повеќе од 500 деца биле опфатени во летните кампови. По 100 години нема да биде важно колкава беше мојата сметка во банка, каква беше куќата во која што живеев, или каков автомобил возев, но светот ќе биде поинаков, зашто јас бев значаен во животот на едно дете.